Денеска сме во општина Бутел, заедно со градоначалникот на општина Бутел, господинот Петар Латиновски, воедно и кандидат за градоначалник на општина Бутел, заедно со носителот на советничката листа на градот Скопје, господинот Владо Поповски, и заедно со носителот на советничката листа за Советот за општина Бутел, господинот Боби Бојчевски. Додени сме тука да промовираме проект од изборната програма на градот Скопје, тоест од мојата изборна програма и од изборната програма на кандидатот за градоначалник на општина Бутел, господинот Петар Латиновски. Се наоѓаме овде на оваа раскрзица на булеварот Христијан Тодоровски Карпош и на булеварот Босна и Херцеговина. Во мојата изборна програма ставено е реконструкција и проширување на булеварот Босна и Херцеговина, почнувајќи од булеварот Христијан Тодоровски Карпош до булеварот Кемај Сефула и понатаму до Словенешка. Тоа ќе биде направено во најмалку две фази, во зависност од имотно-правните односи и во зависност од финансиските средства кои што ќе ги има градот Скопје. Исто така, вториот проект кој што е предвиден во нашата изборна програма, а тоа е продолжување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош од овде, од раскрсницата со Босна и Херцеговина, па се до заобиколницата, изработка на техничка документација, врз основа на тоа гледање на разгледувањето на имотно-правните односи, тоест дали земјиштето кое што е на трасата на овој булевар е вратено со денационализација и приватизирано или не е, ќе зависи степенот на реализација на овој булевар. Овој булевар е од големо значење за градот Скопје, за општина Бутел, бидејќи покрај општина Бутел тука гравитира и општина Чаер, па добар дел и општина Газивова, и ќе се овозможи уште еден алтернативен влез и излез на општина Бутел према градот Скопје, од градот Скопје према општина Бутел, со оглед на тоа што сега улицата Бутелска, која што е единствен влез и излез во градот Скопје, е многу оптеретена во времето во шпицовите, тоест во утринските часови и попладнето. Ние го направивме кружниот тек на улицата Боца Иванова и Бутелска. Тој малку растеретува сообраќај, но мислиме дека тоа е недоволно и правото и вистинското решение е ова, со оглед на тоа што е предвидено и во генералниот урбанистички план, така да на овој начин со овие два проекти ќе се овозможи подобрувањето на сообраќајот во општина Бутел и во овој дел на градот Скопје. Секако за реализацијата на овој проект потребна ни е поддршката од Советот на градот Скопје. Тука е носителот господин Владо Поповски, бидејќи без одлука на Советот на градот Скопје и без поддршка на Советот, овие проекти нема да можат да се реализираат. И секако оваа програма правена е во соработка со општина Бутел, во соработка со господинот Петар Латиновски, и сигурно дека реализацијата многу ќе зависи од соработката и од поддршката од општина Бутел, пред се во расчистувањето на имотните односи и во техничката документација на двата проекта, а нормално за сето тоа ќе биде поддршка и од Советот на општина Бутел. Така да сметам дека заедно со Советот на градот Скопје, заедно со општина Бутел, ќе можеме да ги реализираме овие два клучни проекти за општина Бутел и нормално, ние гледаме дека ја бараме поддршката на граѓаните на градот Скопје и на општина Бутел да продолжиме со реализацијата на дела како што работиме досега во овие 4 години, за да можеме на крајот од следниот мандат 2017 година да застанеме пред граѓаните на градот Скопје, на општина Бутел и да ги покажеме делата кои што ќе ги реализираме. Ви благодарам.